Представници на иницијативата за заедничко родителство интензивно работат на подготовки за нов предлог закон за семејство, кој од наредната година треба да биде ставен на гласање пред народните избраници. Донесен е заклучок дека се потребни законски измени во насока на воведување заедничко родителство по разводот на брачните другари, како прва опција за одлучување на бракоразводните парници. Со ова ќе се воспостави сет на правила на центрите за социјална работа, кои повеќе ќе одлучуваат субјективно и по правилото секој втор викенд плюс неколку часа за секундарниот родител. Наместо тоа, ќе му се обезбеди значајно време на детето со секој од родителите, секако со одредени исклучоци за родителите што не сакаат, не можат или не се подобни да го практикуваат заедничкото родителство. Се најавува и правилник за определување алиментација, бидејќи израмнувањето на улогите на родителите по разводот и балансираното време што детето ќе го помине со секој од родителите, наметнува потреба за примена на начинот на преместување и плаќање на алиментацијата. Така, според предлог на новиот закон, основа за пресметка на алиментацијата не бе да биде приходите на секундарниот родител, туку потребите на детето, кои ќе се определуваат според возраста и вкупните приходи на двата родители, односно старателите. Ваквиот износ ќе биде поделен помеѓу родителите пропорционално на времето што ќе го поминуваат со детето и нивната заработка. Исто така, предлагаат и воведување на плаќање на алиментација во натура, односно за конкретни потреби на детето, училиште, курсеви и така натаму, со што ќе се намалат практичните трансфери помеѓу родителите, а сепак потребите на детето ќе бидат намерени.